Na žitelите od Kočani odavno im je poznato дека пешачење тоа е еден од најефикасните лекови, особено кај современиот човек. Современиот урбан живот и автомобилот се повеќе ги загрозуваат здравието и работната способност на денешниот човек, зашто се повеќе ја смалуваат потребата од неговото физичко ангажирање. А добро се знае уште од Дарвин дека функцијата се оддржува и се подобрува само со функција и обратно. Постепено, но упорно слабее и би рекле атрофира, изумира функционалната способност на човечките органи, кои послабо или воопшто не се ангажирани. А тоа натаму повлекува преоптоварување на другите органи и дисфункција на веќе воспоставената хармонична функција на човечкиот организам. Токму затоа не минува недела, не минува празник, а да не се најдат групи од сите возрасти на двата пола како се движат кон врвовите на Соговските планини. А нивки има повеќе. Ретки буки со 1771 метра, Лопен со 1647 метри, Кормина 1602, Синковица со 1505 метри и Пониква, кон која заеднички патуваме, со 1670 метри надморска височина. Пространата планинска област во североисточниот дел на Македонија, североисточната југословенска граница кон Бугарија, почнува од превојот Деве Баир и води по орбетот на планинското било, како планински венец со највисок врв Руен од 2252 метра надморска височина. Тоа се Осоговските планини кои кон Кочани, од каде што денеска тргнаа планинарите со автобус до одредена височина, се изразени преку 3 била – Лопенско, Долгидол и Китка. Колега, да ги препуштиме малку планинарите да патуваат, а ние да поведеме еден разговор, ако сакаш, на тема што подразбираш под поимот одмор. Мислам дека времето помеѓу работата, нели, би требало да биде одмор. Дали го делите вие некако одморот? Секако. Одморот го делам на две категории, на две групи, активен и пасивен одмор. Што подразбирате под пасивен одмор? Па конкретно речено, пасивен одмор за мене, например, е да човек дојде од работа, да седне дома, да руча, да легне на кревет или на фотелја или што има, разбира се, да земе весник или да слуша, да речеме, радио Скопје или телевизија. Тоа е за мене еден пасивен одмор. Дали се залагате за еден таков одмор? Апсолутно, јас сум против таков одмор. Тоа значи Тоа е вие се штетен. залагате за еден друг одмор? А да, тоа е активниот одмор. Сега активен одмор што би бил? Да човекот после работата, нали, се одмори малку дома, да почне нешто да работи. Ако има можности, ако има, да речеме, своја градинка или градина или бавча, да нешто копа околу неа. Ако има цвеќе, ако има нешто друго, мислим се до тоа да го обработи, или пак ако нема можности за тоа, да излезе надвор, да шета, да шета барем ако не друго по улиците. Ако тоа е, мислим, ако живее во голем град, нели, нема можност да излезе на планина како што ние овдека се дозволуваме. Не би рекол, се извинувам, не би рекол дека нема можности. Секој има можност во петокот да излезе во природа. Сигурно. Тоа значи вие се залагате за оној одмор што е врзан со природата. Да. Треба да излезе, да се прошета, да оди по планините ако може. Дали препорачувате користење на лифт? Апсолутно, јас сум против лифтовите. Ево зашто, например. Од атоците добро знаеме дека од еден спрат на друг, ако се човек искачи, ќе потроши негде околу 33 калории. А додека ако се симне према долу, ќе потроши 30% помалку, значи околу 10 калории. Или вкупно, ако иде догоре и да се врати од еден до други спрат, ќе потроши околу 40 калории. И сега еден човек, ако, например, живее на 5 спрат, 5 puta 40, to su 200 kalorija. I ako on 4 do 5 pati dnevno
ide gore, dole, znači on praktično će potroši negdje oko 1000 kalorija. To je za njega savršeno dovoljno, za da može onda onaj višak što go prinosi s hranata, da si ga potroši bez da ima nekakve potrebe da ode, da rečemo, na planinu, da planinari i tako dalje. Vi jeste predsjedatelj na planinarsko društvo Ponikva. Od koga je formirano i koliko broj členovi? Ponikva je društvo okolo 30 godini, tako da rečem, negde početocite se 1947. godina, koga ova našата gimnazija, тогаш, аз бях ученик гимназиалец, се оформено така друštvo и prvите неколку години беше много активно. Дори се сеќавам во тоа време ние сме правили излети, например, и до Триглав. Понатаму сите македонски врвови, сите македонски планини сме ги у тоа време уште освоили, така да речем. Па да би после тоа негде 55 година уследила едно затишје. А сега? А сега од 67 година, што значи веќе 10-11 години, пак имаме еден подем кон развој, кон омасовување. Сега ние, например, во нашето друштво имаме негде околу 300 членови со членски книжки, а сега се договоривме да во еден период тој број да иде на неко повише. Што значи да ги обухватиме сите училишта, осмолетките, поготово работните колективи и да отвориме секции на планинарското друштво Пониква. Забележувам помеѓу планинарите од Кочане дека повеќето родители се со своите деца. Па видите, тоа е една традиција на луѓето од Кочани, ми се чини, дека тие сакат планина и сакат долго да живеат. А еден од условите е чист воздух, добра рекреација. Што мислите, дали височините и се гаранција или барем некаква гаранција за долговечност? Животот на височините, пардон. Па видите, во една смисла малку сме и упатени во тоа, бидејќи јас сум биолог и како активен планинар прилично сум го осетил тоа. Чистиот воздух, присуството на голема количина на свеж воздух, кислород, во многу допринесува за поактивно работење на самиот организам, што секако доведува до подолг живот, до подобра циркулација на сите крвни садови, срцето, како и на останатите органи, што е услов за еден добар и здрав организам. Некаде имам читано во некоја студија дека живеењето на надморска височина од 900 до 1200, 1300 на некој начин гарантира долговечност. Вие како стручњак можете ова да го потврдите? Па видите, тоа е поврзано во една рака и со бројот на крвните елементи, што условува за врзувањето на самиот кислород со самите црвени крвни зрнца, со хемоглобинот, што доведува за поголема респирација на самиот воздух во белите дробови, а со тоа и голема релаксација на самиот организам, а секако и намалување на оние штетни продукти, односно голема количина на холестерин, масти и така натаму, односно материи кои прилично потешко се разложуваат во самиот метаболизам на организамот. Тоа се елементи, односно материи, кои што се корисни за самиот организам, но до одредена граница. А ово движење во планината доведува до нивно намалување, што овозможува да тие се сведат на минимум, односно до онаа граница која што условува да самиот организам многу подобро се одржува.
Јас сум Петровска Слагена, член на планинарското друштво Пониква од Коча. Колку долго планинарите? Па јас сум на планина веќе 5 години активен планинар и мислам дека ќе продолжам и поратаму. Да им кажеме нашите гледачи кај се наоѓаме сега. Па сега се наоѓаме на надморска височина од 1650 метри на врвот Пониква, на планината Осогова. Мислам, Пониква е малку погоре, ние сме под врвот. И вашето друштво се вика Пониква? Да, и друштвото се вика исто Пониква по врвот. Многу ја сакате планината? Да, планината ја сакам многу и често доаѓам на планина, одам и на други планини, таа ме воодушевува и сакам да ги гледам природните убавини, сите тие убавини што ни ги пружа планината. И дали само убавините? Не, тоа е повеќе и еден вид рекреација, помага да го одржам моето здравје, да сум одморена за работа на факултет. Исто така и овде дознаваме многу нови работи кои што не сме ги знаеле пред да се качиме на планината, како на пример овде имаме постари луѓе кои ни кажуваат што се случило на оваа планина во поблиското и подалечното минато и за борците кои паднале на оваа планина и сите тие случаи. Што мислите за оние ваши пријатели и пријателки кои што воопшто не излегле во природа, во планина? Како мислење имате за нив? Како мислење? Не знам, јас би рекла дека тие воопшто не се интересираат да запознаат убавината, тие не знаат што е убаво кога не доаѓаат на планина. И што би им препорачале? Па јас би им препорачала што побрзо да се качат на планина за да доживеат нешто навистина убаво. Дали вие во текот на денешниот ден доживеавте нешто убаво? Нешто необично? Нешто необично, да, денес, например, јас поминав прв пат по еден стар пат, го викаат Стара Сеча, порано не сум минувала таму, иако сум често овде. Иако јас често доаѓам на оваа планина, сепак секогаш имам нешто ново да научам. Всушност во планината секој пат може нешто ново Секогаш да се сознае, да се научи, да се види. Да. Значи, уште еднаш да го завршиме разговоров со порака една до вашите другарки, до вашите пријатели и другари. Па јас би им порачала да дојдат на планина и да видат што се ние имаме овде и каков е животот, планинарскиот живот. Само еднаш да дојдат? И тогаш сигурно ќе се вратат повторно, ако дојдат еднаш. Во народно-ослободителната борба, создавањето на кадрите, на идните борци организирани од страна на Комунистичката партија се создаваат на Осоговскиот терен. Воспитните групи, раководени од Комунистичката партија, за да демаскира својата работа, одржуваат состанци на Осоговскиот терен. Познати се состанците на тие групи во селото Јастребник, во Галабо, во Припор, во манастирот Свети Пантелеймон. Со создавањето на овие групи покасно се прават обиди за создавање на први партизански одреди. На Осоговскиот терен се исфрлени и првите партизани од Кочани и легалците Љупчо Сантов и Раде Кратовче. А Вера Јоцич и нејзиното име е врзано со Вера? Вера Јоцич во февруарскиот поход, кога нашите борци минеа низ Истибање на Осоговскиот терен, загина кај селото Саса, беше носена од своите другари 3 дена на раце и загина на теренот на Пониква. Ова планина пружаше помак на тој начин што во времето на истеглувањето на германскиот фашистски окупатор, планината пружи заточиште или засолниште на невинното население. Евакуирањето на населението се вршеше во селата Јастребник, во Нивичани, во Пантелеј, па дури до овој терен кај што се наоѓаме и до Пониква. Паметникот пред кој стоиме одбележува трагична смрт на една
еден наш борец кој загина за време на пролетната офанзива при преминот на 3-та македонска бригада од Плачковица кон Осогово. Овде загинала другарката Вера Которка, политички работник во баталјонот на 3-та македонска бригада. Вие се подготвивте за јадење. Па те децата сакат да јадат, не може да истрбат повеќе. Време е за ручек. Треба да дадат малку. Дали исто така не можат да истрпат за јадење и долу, додека сме во градот, заправо додека сте во градот? Па за сега имат добар апетит, бидејќи секој недела ги доведувам у планина и пешачат по 5-6 сата секој недела. Значи и лето и зимо. Тоа е 4 години, таа е 10 години, и меѓутоа не знаат за умора. Од своји 1 година, години 2 месеца има, ги водам редовно у планина. Од каде таа љубов кон планината? И кај вас, а за да усадите и кај децата? Па ја, како дете, на своји 6-7 години, лекарите ми советуваа, бе слаб, нема апетит, лекарите ми советуваа да одам во планина. Го послушав тај совет и со старите комши и планинари од градот излегуваа редовно. И добив здравје и се чувствувам многу добро од тогај. Не знам за никаква болест. Значи, планината донаса здравје на луѓето. И од тогај имам таа љубов кон планината. И ја пренасам на сите помлади, па и на моите деца. Како се викаш, Пиле? Наква Цветанка. Цветанка. Одиш во школа? Да, А в планина? да, Почесто? да, Ти се допаѓа планината, нели? да. А ти како се викаш? Тош. Тоше. Не се срамувај. Ќе продолжиш да доаѓаш во планината заедно со твоето братче? Да. Откако се сместија, љубителите на планината од Кочани презедоа акција да го исполнат слободното време со активности што ќе им овозможат продолжување на релаксацијата започната во текот на денот. Од најблиската шума за час беа донесени многу суви дрва. Подоцна најстарите планинари како најверзирани за момент направија логорски оган. Рекреацијата и спортот, особено во природа, а веруваме оти ќе се согласите дека е тоа ова, веројатно се единствена метода со која човек може да се ослободи од грижите и притисокот на современото живење. А се знае, сите препорачуваат. Чувајте се од психички напрегања и стресови. Пасивното седење, лежење и одмарање, за кое во почетокот од емисијава говоревме со доктор Марков, често действува сосема обратно, всушност го поттикнува човекот да ги разглобува на широко своите секојдневни грижи и тегоби. Еден прочуен германски кардиолог има речено еднаш дека еднаш дневно испотување од физички активности е покорисно од кој било медикамент,
а сите спортски лекари советуваат: луѓе, движете се. Шетајте макар крај дрворедите во градовите во работните денови. А во деновите на викенд, ако немате можност да одите в планина, тогаш одете во најблискиот парк. Гледачи, сме на надморска височина од 1500 метра. Местноста во која што се наоѓаме се вика Пониква. Не можев да не исполнам една желба на една група момчиња и девојчиња од разна возраст, од 8, 9 до 14 години. Сите тие сакаат да се сликаат на оваа височина, да ги кажат своите имиња и презимиња и да кажат уште дека не им е тоа прв пат како се во планина, дека повеќе пати доаѓаат во планината, дека ја сакаат. Како се викаш, моме? Левкова Мирјана. Прв пат си во планина? Па не сум прв пат, повеќе пати имам доваѓано. И ќе доаѓаш уште? Па мислам. Како се викаш ти? Крстеска Катерина. Колку години имаш? 13. Манасиева Виолета. Колку години? 14. Клименко Владимир. 13 години. Лазаров Митко. Христов Гор. Стојан Марков. Димитриев Оливер. Апостолов Гоше. Гоше, колку пати си бил во планина? Па одам редовно 3 години. И ќе одиш уште, нели? Да. Јас сум Мино Васко. Јас сум Азарова Славица. Јас се викам Цебова Гордана. Не ти е прв пат во планина да си, нели? Да. Повеќе пати доаѓам во планината Осогово и мислам дека овде е многу поубаво отколку во градот доле. Од 1898 година до 1901 година Гоце Делчев прави 2 обиколки на теренот во Кочанско, специјално во Осогово, каде што почнуваат формирањето на првите чети, прво околиски, а после и местни селски чети. Познато е дека такви чети на Осоговијата имало во село Мишино, во Јастребник, во Пресека. Со создавањето на овие чети и создавање на раководствата околиски и местни, почнува национално ослободителното движење во овој крај. Меѓутоа, позначајна улога Осоговскиот терен одигра во национално ослободителното движење по Виничката афера. Каналот кој минаваше низ Виница се преселува низ Кочанскиот терен. Во своите писма Гоце Делчев изричито бара да целокупното оружје за организацијата и испраќањето на четите мине низ Гилане, псевдоним на Кочани. Огромна количина на оружје и литература се пренесува преко селото Цера на границата према Делчево, а оттука во внатрешноста на Македонија. Познато е да и оружјето за солунските атентати и за Илинденското востание најголем дел е пренесено низ Осоговскиот терен. По Илинденското востание од 1903 до 1905 година се водат повеќе борби кај селото Пресека во Осоговијата, во Оризари, и во овој период загина
и председателот на Крушевската република Никола Карев. Не можејќи да остане на територијата на Бугарија, со своја чета се префрлува на пат кон родниот крај и во селото Рајчани 1905 година на 17 април предаден од врховистите во неравна борба со турскиот аскер загинува кај селото Рајчани. Ги напуштаме убавите предели на Осоговските планини, во кои минавме незаборавни 2 дена. Слегуваме кон Кочани со една мисла. Животниот век на современиот човек и понатаму се продолжува. Сега е речиси 3 пати подолг отколку пред 2-3 века. Се разбира дека и работниот век е подолг. За пензија, кај нас треба да се работи 40, односно за жени 35 години. А тоа е еден од најкратките работни стажови во Европа. На прв поглед звучи парадоксално, иако во суштина е сосема логично. Современото човештво многу побрзо старее. Тоа е меѓупроизвод на современиот начин на живење, на урбанизираниот и индустриализираниот свет, кој станува друштво на млади старци. Разрешувањето на тие противречности меѓу работните потреби и работните способности во подоцнежните години од животот може во најголем број случаи да се постигне со рекреација и спортување. Да се надмине болеста на современиот човек, преголем желутник, премало срце.